Има шпекулации, некакви информации дека има поврзаност и смртта на Никола Младенов со случајот афера Шпион. Дека и Томислав Кежаровски исто така има некакви индикации. Да не заборавиме дека Кежаровски всушност наводно тој најде билети од Патарина. Зоран Божиновски исто така пишуваше за смртта на Никола Младенов. Сите случаи, луѓе што ги спомнувате, на еден или на друг начин загрозиле или довеле во прашање еден начин на работа на кој што работат тајните служби, особено ова што предводи господинот Мијалков во Македонија. Значи, сето тоа е на работна, барем мене така ми се чини, од страна на работна законитоста. Тоа се некакви методи кои што гледаме како во судските процеси се распаѓаат. Притисоци врз сведоци, да сведочат лажно, заштитени сведоци со сомнителни кредибилитети, следења, прислушкувања, спроведување истраги без елементарни професионални стандарди, процедури и така натаму. И мислам дека е таа нервоза, ви имате право, овој случај можеби обединува една нервоза кој што говори за тоа дека некаков систем на работа почнува да се распаѓа, дека таму нешто негде цури, што ви кажат, дека негдека протекува. Они се сега во паника како тие протекувања да ги блокираат, да ги идентификуваат, да ги заплашат, да ги елиминираат. И мислам дека тоа веќе покажува една замореност на материјал. Тоа инаку ние го нарекуваме често пати прекомбинирување. Знаете, кога ќе искомбинирате еднаш, 2 пати, 3 пати, 5 пати, вие потоа почнувате да си газите врз своите прсти. Бидејќи она што сте го ставиле како опашка од едната страна, ќе го нагазите од другата страна, трагајќи по нешто друго. И тоа е ова сега каде што се наоѓаме. Не заборавајте, Богоевски исто така во затвор. Ние сме реално земја во која што сите, мислам Богоевски, бившиот шеф на бившиот шеф на разузнавање, исто така во еден случај кој што како се гледа од страна, ако има таму злоупотреби така натаму, не знам зашто луѓето треба да се во затвор. Ако е се докажано и завршено, тие треба да се судат и да бидат осудени, а не да се држат вечно во притвори и така натаму. Значи една операција на замолчување и на идентификување на можни протоци. И они се сега во тоа се панични фази. Но знаете како тоа се служби кои што кога се во паника и кога се нервозни можат да нанесат штети кои што не можат да се платат потоа со пари, а сигурно растураат многу други човечки животи кои што се недолжни или кои што не заслужуваат такви работи. Како го коментирате последниот случај со господинот Заев, обвинувања има сериозни за криминални, коруптивни набавки, непотизам? Дали е можеби тој целта, следната цел на овој режим недемократски бара непријатели. Он не може да живее без непријатели. Тие непријатели ќе бидат од соседството, значи тие немаат една недела да поминаат да не направат некоја провокација кон некој од соседите, мора да биде непријатели некој од соседството. Режимот е исклучително антизападно ориентиран, погледнете ги што прават нивните медиумски екстензии. Тоа е една таква, како да кажем, горчина изфрлана против американците, против Брисел, против Западна Европа. Тоа е страшно, мислам. Дури веќе мислам дека нема ни пропаганден квалитет во тоа. И особено е важно да има внатрешни непријатели. Нема кој друг да биде на тоа место осим господинот Заев, така што ја очекувам. Знаете како, на крај се сведува се на приказката околу Жерновски, Заев и уште еден двајца или градоначалник кој не е нивни или не, тоа е тоа. Што очекувате, рековте? Јас очекувам дека тоа ќе ескалира. Мислам дека целото нивно однесување мора да ескалира. Ќе ескалира во смисло на насилие, ќе ескалира во смисло на уште по-груби, да кажем, кампањи негативни и така натаму. Оваа приказка, ако не ја тераат, знаете како, нарацијата мора да ја дотераат до крај. Нивниот начин на решавање на работите низ конфликт. Тие 8 години покажуваат дека они не знаат за компромис, не знаат за договор, не знаат за почитување на туѓо мислење. Или ќе биде така како што мисли ВМРО и Груевски, или нема да биде никако. И тоа води кон една постојана ескалација. И ова што го чека Заев, што чека опозицијата, Жерновски, не го заборавајте сега, како да ви кажам. Знаете како, мислам дека кај Жерновски постои страв некој да се пријави на тендерите што општина Центар ги распишува. Бидејќи мислам дека веднаш испраќаат се должни инспекции да те затворат. Така што, како да ви кажам сега, вие ќе го блокирате градоначалникот било што да прави, што било да прави, ќе го обвините дека се занимава со не знам што, само
фиксирани на тоа да покажат дека тој е непријателот, дека тој е тој што е злото во Македонија, дека сето друго е добро. Паралелно тоа ќе одите кај пензионерите, ќе се смешкате, ќе им ветите 5% зголемување на пензиите. Но добро, имаат поддршка од страна на пензионерите. Како да не, видите. Добро, тоа е Аргировски, тоа е една стара приказка, господин Аргировски, нема проблем, господин Аргировски ќе ги поддржи следните и поедните, да е здрав и жив, што ќе дојде после овие. Проблемот е што тие својата цел си остваруваат. Значи, со многу туѓи позајмени пари, успеваат да исплатат една социјална и политичка поддршка која што им гарантира да прават што сакаат, а при тоа да не се загрозат во смисла на тоа да некој праша се извинува, ова како ова нема логика ова што го правите, од каде париве, како ова, кај се парите и така натаму. Нас буџетот туку што ни помина 3 милиарди евра, бидејќи со дефицитите што ги планирате, така ќе биде далеку на 3 милиарди евра. Тоа е рамно дуплирано од времето кога дојде на власт. Ниту македонската економија, ниту македонските трошоци. Добро, се најавуваат нови кредити, со нови кредити се исплаќаат старите кредити. Убаво. Јас само можам да кажем, слушајте, сме збореле 100 пати на таа тема кредити. Македонија оди во многу лоша насока. Единствено што оди во добра насока е пропагандата на власта, на режимот, меѓутоа се друго оди во многу лоша насока. Еден ден ќе дојде денот кога ќе нема веќе кредити. Тогаш ќе ги нема и овие што ги зимаат тука, мислам дека тие на време ќе фатат негдека да се консолидираат вон судбината на Македонија, но тие што мислат да останат овдека ќе имаат голем проблем како да ги вратат тие кредити. Значи им предвидувате на идната власт и предвидувате тежок период како Папандреу што имаше проблем во Грција и идната власт, видите, Папандреу, знаете што му се случи? Дојде на власт и за 2 години падна како резултат на неможноста да реформира една исклучително како да кажем заглавена Грција во секоја смисла, финансиски, морално, политички, криминално и така натаму. Мислам дека овие за тоа се спремаат. Нивните резервни позиции се обезбедени. Чекаат во некаква ситуација ќе дојде можеби некоја друга власт во некое време. Таа власт не ќе може ништо да направи освен ако не се однесува на многу груб начин, мислам дека за тоа овие обезбедуваат да не може да дојде случај, бидејќи меѓу другото видите овие се и наоружени. Они имаат приватна армија од неколку илјади луѓе низ разноразни безбедносни агенции, што ја знам, премиерот си донеси закон со кој ќе го штитат додека е жив Белки 8 телохранители, како беше. Така што сите финансиски, безбедносни, политички резервни позиции се обезбедени, кој да дојде друг не знам што би правил. Но знам едно дека еве на татко ми, на мајка ми ќе ми ја покачат пензијата, ама на нивните внуци, моите деца им ја кастрат иднината. И сега како да ви кажем, тоа е таа математика. Јас ви благодарам. Благодарам и на вас.